Младиот Бобан Илиоски, нашиот најдобар и најтрофеен кикбоксер, кој минатата година успеа да се закити со златниот медал на светското првенство во луокик во категоријата до 86 килограми, искачувајќи се на врвот на пиедесталот со чиста победа од 3:0 против неговиот противник Нурбек Уришбоев од Узбекистан, докажа дека е најдобар на светот во конкуренција на 1429 надпреварувачи од 77 различни земји кои учествуваа на светскиот шампионат кој се одржа во Албуфеира, Португалија. Илиоски успеа да ја оправда и потврди прогнозата на селекторот Дејан Митровски Урко, кој во пресрет на Мундијалот изјави дека на светското првенство одиме по златен медал. Овој меѓународен успех на младиот кикбоксер заслужено му ги донесе и највисоките домашни награди и признанија. Па така, Бобан Илиоски ја заокружи 2023 година, добивајќи ја наградата за најдобар спортист на град Скопје во организација на градот во соработка со Сојузот на спортови на Скопје, како и престижното признание најдобар спортист на Македонија за 2023 година на традиционалната 69-та манифестација за избор на најдобри спортисти на годината во организација на Агенцијата за млади и спорт и Сојузот на спортските федерации на Македонија. Екипата на утринската програма на телевизија Алфа го посети Магнус, центарот за боречки вештини и фитнес, каде што Бобан најчесто го минува своето време. Имавме можност да поразговараме со него и да дознаеме нешто повеќе за секојдневните рутини, обврски и активности на најдобриот кикбоксер на светов. Бобан, да се биде носител на светско злато е привилегија само на најдобрите, најупорните и најистрајните. Успехот на сите ни јасно дека се постигнува со многу труд. Дали може да ни откриеш како изгледа денот на еден светски шампион? Како ти почнува утрото и како потоа течат твоите активности? Како што знаеме, за да се стане светски првак, треба долгогодишна многотрпна работа. Но како што викаме, да го победиме денот, да го победиме часот, така ја победуваме неделата, па го победуваме месецот и ја победуваме годината. Мене ми треба искрено повеќе од 10 години да станам светски првак, али верував во сам себе и со многотрпна работа, со одложување на секојдневните задоволства, фала му на Господ го постигнав и тоа. Денот ми започнува, како што знаете, прво со добар оброк пред тренингот, после тоа правам утринско кардио, се враќам дома, си правам уште еден оброк, преку ден обавезно одмарам, оспивам по неколку сати, после се припремам за следниот тренинг. Следниот тренинг ми е претежно тренинг во сала, зависи во кој ден, секој ден имам различен тренинг, некогаш работам вреќа, некогаш работам фокусери, некогаш работам со спаринг партнер, работам цел тренинг само спаринг. И со тренерите го зависи од противникот, ние си правиме самите начин на тренинг и програм. Во колку часот ти почнува денот, а во колку ти завршува? Па искрено, станувам што е можно порано, али некад кога ќе си го осетам телото дека ми е премногу заморено и сфорсирано, си дозволувам да се спија малце подоцна и не ми представува проблеми да првиот тренинг да ми започне во 11-12 часот. Зависи се прилагодувам на тоа како се чувствувам јас и за да можам да направам квалитетен тренинг. 2023 година беше исклучително успешна година за тебе, се закити со многу награди, се закити со златен медал на твоите гради и нормално заслужено стигна и оние државни признанија, беше избран за најдобар спортист за 2023 година, ги доби и наградите на град Скопје. Што значат за еден спортист како мотив сите овие награди и признанија? Па искрено, за мене лично, тоа е добра награда, поради тоа што ми дава стимул и мотивација да продолжам да тренирам и со самото тоа што ја добивам таа награда, гледам дека некои луѓе го следат мојот труд и гледаат колку вложувам во овој спорт. Поради тоа
сакам да кажам на сите што се бават со спорт и со кикбокс, да веруваат во себе, во тешките моменти да не се откажуваат, да даваат се од себе, трудот ќе си дојде сам по себе со текот на времето. На прагот сме на нова година и веројатно веќе имаш планови, амбиции, годишен календар и на надпревари за оваа година, па што е она што сакаш да оствариш во 2024-та? Во 2024 сакам пред се да најавам дека ќе има голем спектакл, кикбокс надпревар како што немало до сега на овие простори. И тоа ќе биде за мене голем предизвик, поради тоа што сакам да има голем број на присутни, се надеваме на голем број на присутни, да можеме да прикажеме на луѓето и на публиката убавината на кикбокс. Јас ќе се надпреварувам за светски првак 5 рунди по 3 минути за појас на вако. Тоа е за мене еден голема мотивација да дадам се од себе и да се покажам во најдобро светло пред мојата публика. Какво е чувството, Бобан, кога ја слушаш македонската химна и кога го гледаш македонското знаме, како се вее на тие спортски сцени, на тие престижни надпревари и првенства, кога знаеш дека е тоа резултат на твојот труд и на тимот што работи и стои позади тебе? Чувството е неопишливо, поради тоа што знам самиот колку голема жртва сум дал да се постигне тоа и големите земји, сите знаеме добро колку поише такмичари има, колку поквалитетен е кикбоксот во европските земји и многу ми е чест и задоволство што земја како Македонија, помала можам да кажам од другите земји, се издвојуваме и кога ќе дојде момент да се надпреваруваат со Македонија, више станува збор за сериозна држава кој што го прикажува кикбоксот на најдобро светло и ми е мило тој ќе продолжам да го прикажувам кикбоксот во најдобро светло и да слушнат сите најдобри организации за нашата земја. Освен кикбоксот, што уште те исполнува како млад човек, како некој што го живее најубавиот период од својот живот, како го минуваш своето слободно време? Па искрено не ми представува проблем да се надпреварувам и во други спортови кај што се такмичиме едни со други. Ја го сакам адреналинот, уште од дете сакам адреналин, сакам да се докажувам пред се на себе, после на другите. Не ми представува проблем да се надпреварувам и во други боречки дисциплини. Слободното време си го поминувам со другарите, со блиските, со фамилијата. Кој најмногу те поддржува во остварувањето на твоите амбиции и успеси? Дефинитивно сестра ми. Она се занимава со моделинг и живее во Италија и цело време комуницираме и кога не е дома и кога е дома на тој краток период, цело време комуницираме и сме многу блиски и мислам дека она ме разбира најдобро зашто она си го поминува истиот пат само во поразлична сфера и мислам дека дефинитивно она девојката што највише ме поддржува. Имаш ли прилика често да отидеш кај неа и да поминате време заедно или поради многуте професионални обврски не останува време? Искрено не сум бил до сега, зашто и она е презафатена, цело време има соврски, не сакам да ја правам дополнителен терет, али доволно што комуницираме секој ден и кога има моменти кога што паѓаме и психички и кога немаме мотивација, си помагаме еден на друг. Која е твојата порака за младите луѓе, особено затоа што денеска живееме во едно динамично време, време на многу пороци, а сите сме свесни дека спортот е најубавото нешто кое што може да го прават младите луѓе? Го препорачувам кикбоксот на сите, не само кикбоксот, било кој спорт е добар, али посебно кикбоксот, поради тоа што луѓето што сакаат да се докажуваат надвор на улицата и во диско и на било кој начин, ова е правото место кај што може да го направат тоа, кај што ќе може да го уновчат, кај што ќе може да се стекнат со добар публицитет, кај што ќе имаат повише девојки и сите убави работи што си го носи спортот. Колку е тешко да се биде врвен спортист во наше општество? Па нема ништо лесно според мене, али моментот што секој тежок спорт си носи своја убавина, и мислам дека не треба да ги гледаме негативните работи, треба да гледаме само на убавите работи и да даваме све од себе од ден за ден да бидеме подобри, да пробаме да бидеме понастрана од тие пороци. Што е присудно за успехот на поле на спортот или еве конкретно во кикбоксот? Што мислиш дека е најважната алка во тој синџир на успехот? Дисциплината, дефинитивно. Значи без дисциплината нема ништо.
рано легнување, рано станување, храна точно на време, нема диско, нема девојки тој период кога сме во тренажен процес, и тоа мислам дефинитивно е дисциплината. Но веројатно успехот што доаѓа после тоа е голема сатисфакција и компензација за сите овие жртви од кажување. Па нема зборови што може да се докаже тој момент. Тоа може да го почувствува само тој што го прави тоа. И што е да кажам, ќе биде залудно поради тоа што кога ќе се качиш на тронот е многу убаво чувството кога ќе видиш дека си исплатил трудот што си го направил многу години уназад, и нема зборови што се опишува тоа чувство. Бобан, јас ке ти посакам во име на телевизија Алфа среќна и успешна 2024 година. Уште многу пати да се вее македонското знаме, да се пее македонската химна поради твоите успеси и на твоите гради да гледаме блескави медали и во новава година. Ви благодарам, ми беше мило што ве ваш гостин. Благодарам.